Сега, почитувани гледачи, следува првиот дел од снимките од Семакедонскиот донаторски коктел за бојкот на референдумот, одржан во Торонто. Мене ми беше гордост да учествувам во еден таков импозантен семакедонски собир. А вие, почитувани гледачи, погледнете што се случуваше. Денес над Македонија се раѓа ново сонце на слободата. Македонците се борат за своите правдини. Македонците се борат за своите правдини. Одново сега знамето се вее на Крушевската република. Код Седелчев Питугули, Даме Груев Сандански, код Седелчев Питугули, Даме Груев Сандански. Горите македонци шумно пеат, нови песни, нови весници. Македонија слободна, слободна живее. Македонија слободна, слободна живее. Oh, Canada, our home and native land, true patriot love in all thy sons' command. With glowing hearts we see thee rise, the true north strong and free. From far and wide, oh Canada, we stand on guard for thee. God keep our land glorious and free. Oh Canada, we stand on guard for thee. Oh Canada, we stand on guard for thee. Почитувани браќа и сестри македонци, добро вечер и добре дојдовте на вечерашниот донаторски настан, организиран пред се од Крсте Ивановски и Боби Темелков, кои навистина се потрудија и ги вкрстија силите со Светскиот македонски конгрес Канада, Организацијата Обединети македонци, Македонското интернационално движење за човекови права и Македонското патриотско здружение Андон Лазов Кјосето од Канада, и секако неизбежен дел е нашата Македонска православна црква Свети Климент Охридски со председателот Чедо Миленковски и нивната управа. Ви благодариме. Го повикувам за почеток и да ја отвори, односно да го отвори овој настан, господинот Боби Темелков. Јас имам едно прашање за тебе. Како председател на Македонскиот конгрес, односно Светскиот македонски конгрес Канада, вие се изјаснивте за бојкот на референдумот и едногласно не за промена на името на Македонија. Ќе објаснете ли накратко на нашите
дами и господа, на нашите браќа и сестри македонци, зошто? Голема благодарност до сите што дојдовте денеска да не поддржите во овој донаторски коктел за бойкотиран во Македонија. Благодарност до спонзорите, благодарност до црквата Свети Климент, управата и председателот Чедо Миленковски. Маја ми постави прашање, ќе покушам да го одговорам, но пред да дојдам до целта да го кажам, до одговорот на прашањето, сакам да ви кажам дека 30 септември е судбоносен ден за Македонија. 30 септември е ден кога неуставната антимакедонска влада му наметнува неуставен референдум на македонскиот народ со прашање за промена на името на државата и идентитетот на македонската нација. Не прашуваат дали сте за Европска унија и НАТО и договорот за Грција. Тоа се веќе 3 прашања на кои има веќе 7 одговори, различни одговори. Јас мислам дека вакво прашање не ни заслужува одговор. Европската унија и НАТО не се достојни за промена на името на државата и идентитетот на македонската нација. А договорот со Грција е срамен за секој македонец и тотална капитулација на се што сме граделе до сега. Ние македонците во Канада и секој прав македонец тој договор никогаш нема да го прифати. Денес мрачните сили, заедно со антимакедонската влада, вложуваат огромни финансиски средства за прореферендум, пропаганда, перење на мозокот со цел овој референдум да биде успешен со кој сами ќе се избришиме од картата на светот како македонска нација. Светскиот македонски конгрес во Канада, македонската заедница во Канада, цврсто веруваат дека на наша должност како македонци да застанеме на браникот во одбрана на нашата земја и не правиме се што е во нашите можности овој неуставен, незаконски референдум да биде бойкотиран од мнозинството македонци во Македонија и низ целиот свет. Пред да продолжам, сакам да се вратам малку до 3 март 2018 година. Повеќето од вас бевте присутни, но сепак да кажам за тие што не знаат и ги подсетам тие што беа присутни дека ние македонците во Канада на 3 март оваа година организиравме донаторски коктел за помош на фамилиите од устообранителите и македонските патриотски организации во Македонија. Ние македонците во Канада вечерта на 3 март оваа година дониравме и собравме $120,000 канадски. Се разбира да не заборавиме огромната донација од $50,000 на господинот Крсте и господјата Гордована Ивановски со фамилијата. Ве молам еден аплауз за нив. Од собраните средства помогнавме на над 30 фамилии да преживеат додека нивните татковци и мајки лежеа и се уште лежат во затворите во Македонија. Нажалост, тие затворени се и прогонувани од македонци. Отприлика 65% од купното собрани средства беа испратени директно, не преку луѓе, туку директно до скоро сите фамилии од устообранителите на Македонија. Дали одеа преку Western Union, дали одеа преку нека организација која е председателот е тука, углавно 65% од прилика отидоа за фамилиите на устообранителите. Другите 35%, благодарам. Другите 35% беа испратени за логистичка помош на многу од протестите кои ги имате видено во последните 6 месеци во Македонија. Да не ги набројувам сите, тоа ги има многу. Благодарам. Последна работа, која немаше да биде можна без нашите донации или вашите донации,
од Канада се случи баш на денот на независност 8 септември. Од вашите донации беше платена целата прослава протест пред македонскиот парламент што се случи на 8 септември во Македонија во Скопје. Ние ќе продолжиме да ги поддржуваме фамилиите на нашите устопренители и понатаму. Тоа е најмалку што можеме да направиме за нашите херои кои застанаа во наше име да ја бранат Македонија и македонскиот парламент од предавничката неуставна влада во Македонија. Ке отидам малку out of script, што викаат. Слушнав дека има некои наши луѓе македонци кои имаат некакви сомнежи дека парите не се испратени или парите не стасели на право место. Ке оставам мојата бизнес карта тука кога ќе завршим со разговорот. Секој може, нормално може да ме најдете на Facebook, ме знаат повеќето македонци тука у Канада. Секој што го интересира детално каде се испратени парите, слободно може да ми се јави. Сите документи се достапни, не може да ги објавиме, се достапни за било кој од вас да ги види. Значи, банк стейтмент, каде сме испратили, на кого, колку пари, у кое време, сите работи. Значи, ако има некој сумња за нешто, слободно јавите ми се. Денес Македонија е пред нов, поголем предизвик. Повторно во Македонија и треба нашата помош. На невладините македонски организации кои моментално работат на терен во Македонија со наша координација, работат со надеж дека ќе излезат пред народот и ќе обединат дека овој референдум е нелегален и дека ние треба да го бойкотираме. На групата бойкотираме и треба финансиска помош за логистика, јавни настапи, протести, купување на реклами, ТВ настапи, можем да ги набрам уште многу други работи. Сите средства од оваа вечер, од овој донаторски пакет ќе бидат легално употребени овој неуставен и незаконски референдум да биде масовно бойкотиран и неуспешен. Во ова историско и судбоносно време за Македонија ни треба огромна сплотеност и поддршка од секој македонец. Не само што ни треба помош, должност на секој македонец е да помогне во рамките на своите финансиски можности, се разбира, но должност е да помогне. Само да бидеме јасни дека ние вечева се собраме со таа причина. Вечева тука сме да го дадеме нашиот влог за одбрана на Македонија, јазикот, историјата и името. И пред да завршам, треба на сите да не биде јасно. Ако не постои Македонија, не постоиме и ние. Значи да се собереме, да се организираме, да помогнеме Македонија, за да спасиме, за да постоиме и ние. Да не вечна Македонија, браќи и сестри македонци, бойкотирам за да ја спасиме. Благодарам. Господине Бакаловски, како председател на најстарата македонска патриотска организација во Канада, Обединети македонци, какви акции превземавте околу договорот за промена на името тука во Канада, а и во Македонија? Благодарам. Ви благодарам. Најпрво, драги македонци и драги македонки, од моје име како председател на Организацијата Обединети македонци и од името на целата управа, сакам најсрдечно да поздравам овде со вашата несебичност што дојавте овде да поможете на овој наш семакедонски коктел. Исто така му честитам на баби и на крст за нивната иницијатива, што тие се заложија да ова го обезбеди. Ние, како Организација Обединети македонци, загрижени за состојбата во Македонија, која се нацрнува на денес на нас, на сите, организираме и делуваме и апелираме до македонскиот народ овде и во Македонија, на македонските патриоти, да истраат, да го одбранат името на Република Македонија и на македонскиот народ. Го даваме голема сапорт, голема помош на председателот на Република Македонија,
кој буквално е останат сам на браникот на Република Македонија. Денес македонскиот народ е оставен без водство. Една страна, тие што се велат влада, се денес се отворени предавници на се што е македонско. На Илиденска Македонија, на Асномска Македонија, на Егејскиот дел на Македонија, на Пиринскиот дел на Македонија, Мала Преспа и воопшто на цела Македонија. Денес лагите и пропаста на Македонија нема крај. Но македонскиот народ, предводен од некој од владиците на Македонската православна црква, подржан со нашиот председател Ѓорѓе Иванов, се надеваме и дека ќе истраат во оваа борба и референдумот што збораме да ќе биде масовно бойкотован. Денес доаѓа од сите страни душмани во Македонија да не убедуваат како и како да гласаме за тој референдум. Но македонскиот народ се знае својата честност, поштеност и навистина нема да дозволиме во овој ден Македонија да ја изгубиме на мирен начин. Ние македонците, ние обединените македонци, стоиме црство зад председателот Ѓорѓе Иванов и македонскиот народ. И сега, во последно време, оваа издајничка влада, гледајќи дека референдумот ќе биде 99% бойкотиран, употребуваат Уставниот суд на Република Македонија да го поништи како нелегален и кој што е нелегален во сите услови, референдумот е нелегален, е нечовечки и кукавички. Но како што реков, се надеваме дека македонскиот народ, предводени од председателот Ѓорѓе Иванов, ќе истраат и нема да дозволат ни денес, ни утре, ни никогаш Македонија да го смени своето библиско име Република Македонија. И уште еднаш благодарам на сите овде и да ни живее Република Македонија, да живее демократска камана која ни дава овде услови, ние македонците, барем овде, да бидеме македонци заедно обединети од цела Македонија. Без разлика каде сме родени или кој дел сме дојдени, овде ние сме македонци и ќе останеме македонци. Бил, како председател на Македонското меѓународно движење за човекови права, вашата акција за бойкот на референдумот е многу успешна. Што ќе превземете до 30 септември и по 30 септември, односно по референдумот? Thank you everybody for coming. Thank you, Maya. I'll go off script a little bit too. I'm going to copy Bobby. I've said this before. On the way here, I was a little bit late as usual. Sorry, guys. And on my Google, whatever you call it, in the car, I said, okay, Google, St. Clement of Ohrid Macedonian Orthodox Cathedral. So is Google going to change it to North Macedonian Orthodox Cathedral? No. Every time I hear Macedonian, that's the thing that I think of. And how can the West, and you guys have mentioned it before, I'm giving our own Canadian government hell, let's say, for not supporting who we are as a people. I'm Macedonian. In my latest op-ed, I wrote that I was Macedonian way before Zaev came to power. My parents, my grandparents, my great-grandparents were all Macedonian first. Never did I think that one part of Macedonia could change the name of all parts of Macedonia and every single Macedonian that has ever lived. So what I've said to people who live in the Republic of Macedonia, if they're from Štip, from Bitola, from wherever, you can't tell someone from Egejska Macedonia that they're not Macedonian. A guy from Pirin can't tell a person in Mala Prespa that they're not Macedonian. We're all Macedonian, and we're not afraid to tell people. So we got to stand up and defend who we are like every other nationality does and say we are Macedonian. Don't pretend that this is a diplomatic dispute. Tell everybody, you know what, we need support just like anybody else would have, and demand support from everybody. When you check the news, do a Google search for Macedonia, and what do you see? 95% anti-Macedonian. That's not right. We have to change that. So to Maya's question, she asked, what are we doing?
to support the boycott of the referendum. Everything. We've come up with new billboard campaigns. You guys have seen these ones before. We're calling for the arrest of Zaev. We're saying, who gave you the right to change our name and ethnicity? We 100% fund the boycott campaign. We're funding people there to educate people on boycotting and demanding support. Western values, they claim that we want Western values in Macedonia. Well, you know what? Western values are human rights. Every international convention, human rights convention, should support who we are as a people. So again, we need to stand up for ourselves, tell everybody that you know in the Republic of Macedonia that we are Macedonian, they have to boycott. Not vote no, not show up, the results will be skewed. We have to boycott the vote. It's got to be not only under 50%, it's got to be 1% showing up to vote. You can't change an age-old nationality. So again, tell everybody that you know that they have to defend who we are. And again, I'm going to say this, and I've told this to Vomero, to all the other parties, they have to support a boycott of the campaign as well. Now, Mickoski came up and said, oh, vote with your heart. Well, what does your heart tell you? What does his heart tell him? Boycott. So the last day or so, they're coming out and saying it. So again, tell everybody, boycott and we will win. Thank you. И сега, за жал, со нас вечерва не се наоѓа господинот Живе Латиновски, кој што е председател на Македонското патриотско здружение Андон Лазов Јанев Ќосето од Канада, меѓутоа ве поздрави сите и ви порача да живее Македонија. Така е. Сега би сакала да го повикам господинот Крсте Ивановски. Крсте, како секретар на Светскиот македонски конгрес Канада, еден од најголемите дарители за македонската кауза, ме интересира вашето мислење зошто македонците во Македонија треба да гласаат против референдумот. Сакам од се срце да ви се заблагодарам на вашето присуство. Народ без историја не постои. Ако овој штетен договор помине, тогаш ние ќе бидеме таков народ. Цела наша историја од античко време до ден денешен ќе ни биде сменета. Зборот Македонија нема да смее да се спомне, а ако се спомне по договорот, следат казни. Значи, само во Република Македонија тој збор ќе биде забранет. Нашите непријатели ќе можат Македонија да ја користат за нивни лични интереси, а ние ќе бидеме казнети. Замислете каква глупост е тоа. Да те лажат, дека си го зачувал идентитетот како македонец, а на твоите деца и внуци да не смееш да кажеш ништо од таа историја и да не можеш името Македонија да го спомнеш. Што значи тоа? Почеток на крај на македонската држава и нација. Кој му дава право на некој да одлучи да смени целата вековна македонска историја? Кој му дава право да го избрише еден од старите народи во светот? Кој му дава право да ги показува гробовите на сите што го дале животот за Македонија? Замислете, дел од Асном ќе биде избришен. Дел од темелите на нашата држава ќе бидат избришени за да бидат задоволени интересите на државите што сакаат тотално уништување на Македонија и македонскиот народ. Ја слушаме сегашната влада како пробува да го убеди македонскиот народ дека мед и млеко ќе течело само да помине овој договор. Иако слушаме како лидерите на дел од државите од Европската унија говорат најмалце 10 години, Европската унија нема да се прошири. Од згора на тоа, Европската унија достави работи на што треба да се работи и намали како корупција, а тоа продолжува да оди во обратен смер. Значи, Европската унија да одлучи да се прошири за 10 години, Македонија пак нема да биде дел од неа. Слушаме како немаат ни смелост да го употребат зборот Северна Македонија во нивната кампања за подршка на овој договор. И цело време пак продолжуваат да го употребуваат зборот Македонија. Тоа ни кажува до кое ниво се паднати само да го изгураат овој антимакедонски договор. Зборот Македонија се форсира во кампањата, а после тие истите ќе те казнат ако го употребиш него. На кого да му верува овој македонски народ?
на премиерот, што беше осуден на затворска казна, па амнестиран од председател што е дел од неговата партија? Или на премиер што се гледа на снимка како бара мито? На премиерот што пред изборите не се сретна со ниту една македонска организација во диаспората, ама имаше време за другите организации. На тој што рече дека ако изгуби на изборите ќе даде оставка, на тој што изјави дека Илинден, цар Самуил, Кирил и Метод и се дел од заедничката историја со Бугарија, на тој што на секој надворешно интервју му е срам да го спомне зборот Македонија, на тој што не секој втор збор, туку секој збор му е лага, или на тој што се колнеше во своите деца дека нема да го смени името, на тој ли да му верува македонскиот народ? Тој ли ќе ја носи Македонија напред? Нека каже една убава работа што има он направено за Македонија и македонскиот народ. Нема. Ама можеме многу работи да кажеме за злото што го има направено врз Македонија и македонскиот народ. Како македонци сите сме за бојкот. Дел од нашата одговорност во овие 2 недели што ќе останат пред гласањето е да се јавуваме на нашите роднини и пријатели и да им кажуваме колку штете на овој договор, последиците од него и како овој договор води не на подобро за македонскиот народ, туку за тие што се на власт. Сега во Македонија ни требаат пари за кампања да се покаже колку е штетен овој договор по сите можни медиуми. Со тоа се надевам народот ќе ја види вистината и ќе го бойкотира референдумот. Од мене и мојата фамилија даваме $100,000. Секоја чест. Сега мислам дека заслужува господинот Ивановски сите да станеме колективно и еден силен аплауз. Сега ви ја представуваме игрорната група Илинден од Мисисага со кореографот Ивица Атанасов и секако новиот председател на игрорната група Илинден Љупчо Марковски. Повелете!
Драги македонци, следува вториот дел од снимките од Семакедонскиот донаторски коктел, кој се одржа за бојкот на референдумот во Торонто. Мене ми беше гордост да учествувам во еден ваков импозантен семакедонски собир. Вие погледнете што се случуваше на настинот. Сакам да ја поздравам ова иницијатива за бојкотирање на престојниот референдум на 30 септември, затоа што лично сметам, исто како и вас, секое позитивно изгласување на референдумот ќе биде погубно за нас како народ, како нација, а и како црква. Ние македонците во текот на историјата сме имале многу судбоносни денови, повеќе судбоносни моменти, повеќе судбоносни периоди, од кога зависело нашето постоење ќе не биде или нема да не биде. Меѓутоа, повеќе од тие моменти биле од надворешен фактор, биле со политички притисок, со политичко робство и разни други мерки нечовечки кои се одразувале на нас како народ во текот на историјата. Меѓутоа, ете, ние сме успеале сепак да обстоиме, да постоиме и да се кажеме македонци. Особено се израдувавме кога на еден дел од нашата татковина се формира држава Република Македонија. Сега, еве, пак сме еден пред голем предизвик. Дали ќе не биде или нема да не биде. Речено е дека ако на човек му земеш насила нешто, има шанси пак тој истото да си го врати. Ако мене некој ми земе нешто насила, ќе дојде време кога можеби ќе се укажат прилики и да си го вратам тоа. Меѓутоа, ако нешто му дадеш некому на поклон или подарок, тогаш немаш право ниту да го бараш. Тоа е она што ни престои нам да се случи. Оти со договорот што го направи оваа влада со Бугарија, ние им поклонивме цел еден милениум од нашата историја. А сега што се направи договорот со Грција, ние му поклонивме исто така многу, цел еден народ се откажавме од него, се откажавме од нашата историја, од нашето минато. Тоа значи дека ако овој референдум помине, тогаш ние самите македонци ќе се откажеме од себе си. И тогаш во иднина не му даваме шанси на нашите идни поколенија на некој начин тоа да го повратат. Бидејќи ако таква одлука е изгласана на ниво на влада или на ниво на собрание, има шанси тоа некогаш да се врати. Меѓутоа, ако се поклони нешто на заедничко народно референдумско изјаснување кај македонците, тогаш му ја ускратуваме можноста на нашите идни поколенија тоа да го повратат назад. Затоа, овој референдум е од значење за сите нас и ние како свесни македонци треба да го бойкотираме, да си дадеме себе си шанса да обстоиме понатаму во историјата како народ, како македонци, а и нашата црква да обстои како македонска црква. Бидејќи ако нема македонци, тогаш нема потреба да постои македонска црква, нели? Народот наш македонски ја формира таа црква за да си ги негува своите национални чувства,
да ја негува својата култура, јазикот македонски. Ако ја изгубиме и црквата, тогаш се сме изгубили. Бидете здрави и живи, за многу години да живее Македонија. Јас би сакала да ги поздравиме и спонзорите на вечерешниот донаторски настан. Доктор Енди Плуков и Macedonian Wine and Spirits го донираат белото и црвеното вино. А секако, на самиот шанк веќе поголемиот дел и од вас знаат дека можете да си купите ракија и пиво. Една голема благодарност и до господинот Слава Јанкуловски од Викторија Паб, кој што ги донира колбасите. И до господинот Крис Шуковски, кој што го донираше пилешкото месо. Господе Боже, и ти, Свети Клименте, помогнете ми да не заплачам, да не залипам. Сакам да се најдам на врвот од највисоката планина, за да можам од височините да го изговорам Твоето убаво име 100 пати на цел глас. Екото громогласно да се разнесе преку океани и меридијани, за да слушнат оние што те сонуваат и во мугрите Твои се будат со црвена божурика во окото. За да слушнат оние што се будат во Тебе, што те бараат во Канада, Америка и Австралија. Народот Твој, земјо моја, татковино, мајчевино, дедовино, чекори во долга парада низ улиците на Торонто, како символ на слободарско ехо, како знаменосец. А во нас бие срцето на татковината, за да слушнат оние што се колнат во Тебе, плачат за Тебе и веруваат во Тебе. Ехото да допре и до оние што слушаат, а не заушуваат и не Те препознаваат. И каменот белутрак да препукне од вибрацијата на гласот со зборот нашински македонски, од името Твое исконско Македонија. Зашто зборот е срце, срцето и коренот на мајка ми. Таа одеше по угарот, угарот македонски е. Македонија е срцето мое, срцето наше, ваше. Ако вие сте македонци, ако имате такво име, ви прилега, лично ви е. Сакајте го, љубете го. Тоа име наше си е. Затоа 100 пати Македонија на цел глас. Македонија, 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 Македонија. Ви благодарам на вниманието и многу успех за нашето македонско име. Благодарам.
Bojkotiram! Ще еднаш. Bojkotiram! Да ни е жива Македонија!